Министерството за здравство и клиниката за токсикологија работат незаконски, алармираат од Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Оттаму велат дека клиниката не смее да вработува луѓе само со еден подпис, но спротивно на законот. БС Илјази им дала решенија за работа на 18 луѓе. Од нив 17 се етнички албанци, дел се административно-технички, но има и медицински кадар. Меѓу нив е и болничарот кој јавно призна дека прашал дали може да се врши замена на материјали за урина и наместо со наркотици, примерокот да биде чист. Медицинскиот директор Данил Петровски, кој пред 3 дена го разреши министерот за здравство додека е на годишен одмор, и тоа е противзаконски, велат од ДСЗИ. Според правилата, додека вработениот е на годишен одмор, не смее да биде избркан. Здравствените инспектори после овие скандали најавуваат дека следната недела повторно влегуваат на токсикологија. Следната недела ќе направиме вонредна контрола на клиниката за токсикологија. Организацијската директорка Бесија Илјази не смее со еден подпис да даде решенија за вработување на овие 18 луѓе, а Министерството за здравство не смее да го разреши од директорска функција директорот Данил Петровски додека е на годишен одмор. Ситуацијата на клиниката за токсикологија се разгори со обвинувањата за еден од најстарите професори Нико Бекјаровски. Тој од овие нововработени беше обвинет дека ги навредувал на етничка основа. Бекјаровски остро демантираше и побара да се повлече објавата или да се извини министерот Демири за како што вели лажните обвинувања за него, кои му го нарушиле угледот. Професорот најави тужби против сите лица потпишани на изјавата, објавена преку Министерството за здравство. И по 48 часа од министерот Демири нема никаков збор, ниту се извини, ниту го повлече напишаното.